Свети Јован го повикувал народот на покаяние и му кажувал дека е дојдено времето кога ќе се појави Спасителот на светот. Еве, брзи се водите на реката Вардар. Еве, момчето го фати крстот. Радоста е голема. Тој ќе биде даруван со богати подароци, но најголем подарок за него е крстот кој треба да му донесе радост и среќа цела година. Родителе благословите ваше Тебе, возлюблена Годја Сина именуја. Инаку, крштевањето значи потопување. И гостарите кога планирале да потопат некој брод, велеле ќе го крстиме. И крштевањето се изведува преку потопување на водата. На тој начин верникот излегува од вода измиен од гревовите. Со твоето крштевање во реката Јордан, Исус ги освети водите. И денес, на денот Богојавление, се извршува осветување на водите. Така по осветувањето водата престанува да биде вода на падот и станува вода на обновување, бидејќи се соединува со несоздадената благодат Божја.